Најголемиот американски експерт за инфективни болести Ентони Фаучи е награден со престижна израелска награда од 1 милион американски долари за неговата посветеност кон науката. Доктор Фаучи, кој честопати беше во расправија со поранешниот председател Трамп околу тоа како да се справи со пандемијата, доби Ден Дејвид награда за одбрана на науката. Тој исто така беше пофален за застапување на вакцините COVID и за неговото раководство во истражување на ХИВ и олеснување на сидата. Доктор Фаучи на 80 годишна возраст досега советуваше 7 председатели на САД. Властите ширум САД се во состојба на готовност бидејќи зимската бура носи замрзнати ветрови, мраз и снег во многу области кои ретко гледаат такви ладни услови. Во Тексас напливот на побарувачка за електрична енергија доведе до широко растечени прекини на електричната енергија. Државата се подготвува за уште едно ледено невреме подоцна денеска. Националната метеоролошка служба соопшти дека повеќе од 150 милиони американци сега се под предупредување за зимска бура. Кентаки, Мисисипи, Алабама и Оклахома се меѓу веќе погодените држави. Северозападната држава Орегон исто така се карактеризира со силно време. Војската на Мјанмар го повтори ветувањето за одржување на нови избори и откажување од власта, бидејќи протестите против пучот продолжуваат низ целата земја. Портпаролот на армијата уште еднаш тврди дека војската ја презела контролата по наводната измама на гласачите, но не обезбеди докази. Тој исто така рече дека е поднесена втора кривична пријава против приведениот опозицијски лидер. Од војниот удар на 1 февруари се одржуваат масовни протести. Војската го зголеми своето присуство на улиците и распореди оклопни возила во неколку градови во последните неколку дена, во натамошни знаци на потенцијална акција на демонстрантите на опозицијата.